Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе разговараме за Graph GRT, со тоа што ова е предпоследниот од оваа група на токени за кои што разговаравме. Претходно веќе го направивме видеото за интернет компјутер се извинувам, за Sandbox исто така Send. Сега моментално ќе разговараме за The Graph GRT и ни останува уште Near протокол пред да преидеме на следната група за која што гласавте, а тоа се Render, Zilliqa, AAV и Toncoin. Така да, скоро сме готови со оваа група, дели, последно ќе биде за Near протокол. Како и секогаш знаете дека основниот начин на кој што правиме оваа анализа е секогаш одговарајќи ги овие 6 основни прашања, со нели по прашање помеѓу сите овие битни информации кои што мораме да ги имаме за еден токен, и како и секогаш уште еднаш мораме да напоменеме, идејата е да направиме што поголема датабаза на ваков тип на токени и коини нормално со цел македонскиот народ било каде во светот да има начин како да има основна идеја што уствари овие токени представуваат и коини, која е нивната технологија, која е нивната идеја, сите основни на некој начин карактеристики кои што ги прават посебни во овој пазар. Затоа ја обрнувам внимание само на најдобрите коини, како што може видите и сами, и нормално со оглед на фактот дека работиме до топ 100 по market cap, очигледно нема да ги опфатиме стейблкоините и нормално понатаму планираме да продолжиме и после овие 100, како доаѓаат нови проекти кои што навистина имаат потенцијал, барем според нашиот тим, така ќе ги обработуваме на овој начин и ќе ги доставуваме до вас. Со тоа што граф самиот по себе представува негде 24-25 и треба да проверам, значи тоа е веќе 1/4 од ова наше, да речем, работење на овој проект, што е доста добро. Значи имаме 25 врвни токени и коини кои што имате некоја основна представа што уствари истите имаат, а нормално идејата е да ви покажеме како го правиме ова како анализа за и самите да може да го направите кога би сакале да дознаете дали е некој тој проект добар да инвестирате или не. Самиот граф, самиот по себе, значи ова е на некој начин превземено, да не речам украдено, од соодветни канали кои што навистина направиле добар тип на презентација. Сега знаете како, кога едноставно немате доволно познавање од моментот да направите сами ваков тип на презентација, може тоа да го превземете поштено за македонскиот народ и да го преведете. Така да, затоа и понекогаш кога гледате ваков тип на презентација, најчесто е превзема од канал кој што веќе направил соодветна презентација за овој коин и е многу добра, има солиден начин на презентација и затоа сакам да ја превземам истата. Така да во оваа ситуација, како што кажавме, ќе објасниме преку оваа презентација што уствари граф представува и зошто е уникатен и поинаков од другите и како истиот моментално дошол до ситуација да се нарекува Google на блокчейните. Значи, за разлика од останатите, знаете и сами дека секој блокчейн самиот по себе се обидува да среди, да направи решение за некој проблем од вистинскиот свет. Значи, тоа е поентата да бидете уникатен и да бидете потребен. Значи, ако нема потреба од вашиот блокчейн, тогаш нема ни луѓето да го ниту купуваат, ниту пак нели користат. Сега, како граф има уникатна, да речам, уникатен начин на решавање на еден таков потенцијален проблем. Значи, овдека на лева страна е представено како пример во една книга. Значи, доколку сакате да најдете некоја квота, нешто, например, кажано во самата книга, и го барате страна по страна, ќе ви треба многу време. Така. Во денешно време, значи, ако имате индекс, нели, индекс во превод во кој дел, например, што би можело да се најде, би било многу полесно кога ваквиот индекс е добро распореден со нели од А до Ш наредени практично представки за тоа каде што може да најдете во книгата, ќе ви биде многу поедноставно да најдете каде се наоѓа точно тоа што го барате во книгата и ќе ви помогне во ваквото пребарување да го направите многу побрзо. Ова, паралелно на ова, во однос на тоа да речем кога би требало да најдете еден дел од код од една датабаза, го прави за вас The Graph. Значи, тоа е идејата на овој блокчейн. Идејата на блокчейнот е да биде препарувач за програмскиот дел на одредена датабаза. Односно, кога би имале една датабаза, која што во оваа ситуација би била книгата, и кога треба да најдеме одреден дел од кодот кој што нас ни е битен, значи доколку го бараме линија по линија во самиот код, би било многу време. Така, доколку направиме ваков тип на индекс кој што содржи практично оваа датабаза цела, многу полесно би било да можеме да го најдеме точно тој дел од кодот што нас ни е потребен. Сега нормално ова на секојдневен човек не му е потребно, но на луѓето кои што кодираат очигледно име затоа што, нели, за да копирате или пак да изнајдете одредена информација, вас ви е битно да може тоа да го направите директно на овој начин со тоа што ќе правите само пребарување на тој дел што ви е потребен.
Сега, знаете и сами дека нема за се пребарување, за жал. Затоа за некои работи како оваа ситуација датабаза, каде што имате огромен обем на програмски, да речем, символи, би било многу тешко тоа да го направите. GRT ќе објасниме како го прави тоа, со цел да може лесно да најдете се во однос на еден блокчейн. Односно, знаете и сами, основата на блокчейнот представува низа на блокови во кои што се содржат трансакциите на овој блокчейн кој што се направиле за пренос на капитал, во оваа ситуација коин или токени од еден на друг wallet. Така, со тоа што секој од овие блокови содржи одредена количина на трансакции. Исто како што тоа е моментално во одредена датабаза со код, истото и во оваа ситуација ова представува датабаза на трансакции кои што се запишувани во еден, друг, трет, 5, 10.000 блок. Со тоа што ако ги бараме еден по еден блоковите за да најдеме трансакција, ќе ни биде потребно многу време. Истата ситуација, да се прави индекс на блокови кој што потоа ќе може да биде лесно пребаруван во однос на тоа, нели, која вас точно ви треба. Сега, многу ни е познато тоа со оглед на фактот дека најпознатиот нормално датабазата на целиот Ethereum блокчейн е представена на Etherscan. Значи тоа е уствари приватна компанија која што представува експлорер на блокчейнот на Ethereum. Односно целата датабаза може во било кое време да биде пребарувана. Че може да најдете било која трансакција. Сега, каде е овдека проблемот? Проблемот е што ваков тип на приватни да речем компании, вие треба да им верувате доволно за да им дозволите да го работат тоа за вас. Значи ова се базира на целосна доверба. Според објаснувањето од GRT. Значи повторно ти кажам, јас не знам дали е тоа така искрено, затоа што Etherscan на крајот денот на вистина е приватна компанија и истата има целосна доверба практично да врши скенирање и потоа нели истото тоа да го чува како датабаза за сите оние кои што сакаат да прибават одредена трансакција за целиот блокчейн на Ethereum. Сега, каде е тука проблемот? Проблемот е што дали имате доволно доверба на приватна организација од типот на Etherscan, значи било која да речем софтверска куќа би можело да ви направи ваков тип на апликација која што практично ве прави централизиран. Зошто? Затоа што изворот на информации, иако вашиот блокчейн можеби ќе биде целосно децентрализиран, значи според тоа што јас го разбрав повторно, можеби сум грешка, но за жал оваа материја е многу сложена, посебно кога станува збор за економист и правник. Значи ова е баш програмски дел од оние кои што го следат, нели? Ваквото така речено предавање. Значи проблемот е што во оваа ситуација ваквото избирање на приватна организација која што ќе биде задолжена за search engine, односно за експлорер на вашиот блокчейн, е уствари доверба. И во ваквата доверба вие практично ако верувате во централизирана организација која што го води овој блокчейн за вас, вие практично знаете од онаа трилема на децентрализација, scalability и брзина, вие практично губите децентрализација и се движите кон централизација. Односно од овој триаголник практично ја губите децентрализацијата за да добиете брзина и да добиете scalability. Така. И обратно, кога тоа би го правеле сами, тогаш имате децентрализација, но нели, треба да го правите сами, како и да е. Идејата е дека моментално GraphQL представува посебен јазик кој што за сите апликации на Ethereum, сега тоа е една многу битна работа, што мораме да објасниме кој е неговиот блокчейн, значи тип на блокчейн е Ethereum. Тоа е многу битно да разбереме. Значи моментално GraphQL кодот може да биде користен само за смарт контрактите на Ethereum и само на овие контракти моментално може да биде тоа што е search engine кој што е децентрализиран, кој што не мора да му верувате. Значи ќе објасниме како се прави тоа, многу интересно го направиле, но идејата е да разбереме дека моментално за жал GraphGRT се уште не може да се применува на други блокчейни. Каде што дел од неговиот активен roadmap е уствари да почне да се применува на други блокчейни. Кога тоа би успеал да го направи, истиот ќе се движи кон она што моментално истиот сака да стане, а тоа е Google на блокчейн. Значи да биде практично енџин за пребарување на целиот криптосвет. Сега, GraphQL преку сопствениот код, така речено, прави собствен значи, search engine кој што работи за апликациите на Ethereum екосистемот. Сега, како го прави тоа, ќе објасниме детално, затоа што самиот прави сабграфови, значи тоа се практично различни сабграфови кои што се директно напишани и зачувани на самиот GRT, кои што содржат одредени блокови на информации.
Значи не мора секогаш да биде трансакции, некогаш може да биде информација од типот на волумен на менувачица, некогаш може да биде делови од код, како и да е. Значи сите овие различни сабграфови, кои што така се наречени, се запишени на самиот GRT и како такви представуваат децентрализирана да речем децентрализирана датотека на податоци кои што се битни за одреден блокчейн. Сега, како го прават тоа? Значи овде е ставено како пример. Моментално ова се дел од апликациите кои што моментално се наоѓаат на и се практично ваков тип на датабаза зачувана на самиот граф, а тоа е Uniswap, Compound и како и да се викаше ово исто така Lending and Borrowing. Со тоа што идејата што е? Идејата е дека да речем да го сакате да преборувате за Uniswap, значи ако погледнете овдека, например во Products, ако отидете на Graph Explorer, ќе видите дека многу од апликациите на Ethereum поседуваат ваков тип на датабаза на граф. Значи, ќе погледнеме неколку од нив за да видите дека значи станува збор за доста големи проекти. Значи, Aave поседува, SushiSwap поседува, што тоа се доста големи. Uniswap, нормално најголемата децентрализирана менувачица, што ова се големи. Loopring, исто така препосавам дека го знаете, еден од најдобрите од најдобрите да речем профит driven коини во претходниот bull market, Synthetix, потоа ENS Balancer се нарекуваше точно, Curve Finance, значи има многу големи, MakerDAO, Polygon исто така, значи сите овие имаат датотека дури и децентрален, која што е зачувана на практично на овој така речено посебен тип на сабграф, како што се нарекува, каде што може да пребарувате низ истите. Сега, овдека баш тоа го покажува. Значи некогаш може да биде информација за одреден коин, некогаш може да биде цените на одреден коин, или па да речем волуменот на самата менувачица, или пак Merkle Trio типот на што поседува моментално да речем Uniswap. Значи овдека во однос со тоа каков тип на информации се потребни, самата апликација ќе побара колку што разбрав јас, граф да направи посебен тип на сабграф за таков тип на информации, каде што оваа датотека ќе се развива и ќе може историски да биде најден овој податок во одреден момент што било и како било на одредената апликација. Сега интересно е како го прават тоа. Значи многу интересно е како го прават тоа. Моментално има различен тип на да речем учесници на граф мрежата, каде што имате индексери, имате куратори и имате делегатори. Сега ќе објасниме што истите представуваат, многу интересно направено. Значи на овој начин практично они направиле мрежата на воспоставување на овие датотеки да биде целосно децентрализирана и на тој начин практично вие може да им верувате директно на граф како да е практично Web3. Значи не мора да биде тоа приватна компанија на која што мора да ја верувате дека ќе одржува датотека како што треба. Значи многу интересно направено, пазете сега. Индексерите се својствено нодови на мрежата. Значи ова се уствари одредени да речем личности кои што имаат соодветна компјутерска техника, која што ја користат како нод за одобрување на трансакции на GRT мрежата. Но во исто време истите представуваат и индексери, односно во делот од ваквата мрежа која што во делот од својата меморија која што посветуваат и на самата мрежа за запишување на трансакции, запишуваат и како што кажеме сабграфи во оваа ситуација. Значи практично истите за одредена апликација одржуваат сабграф кој што доколку некој го пребарува, дел од цената која што ја плаќа за ваквото пребарување оди кај луѓето кои што го посетуваат овој сабграф. Сега, за да знаат кои сабграфи се уствари популарни и кои навистина ќе им донесат да речем профит, значи како што кажам, идејата во оваа ситуација е самиот нод во исто време да поседува и дел од одреден сабграф како датотека со цел истиот да биде така речено библиотека за оваа датотека, за оваа количина на информации за одредена апликација. Но за да знаете, затоа што не се сите исто популарни. Да речеме дека, например, како би знаеле вие дали одредена датотека, ако ја чувате на вашиот компјутер, ќе биде доволно пребарувана за вие да добиете дел од наградата што ја плаќаат моментално корисниците за ваквата датотека. Значи за тоа овдека ни се потребни кураторите. Кураторите во оваа ситуација представуваат посебен тип пак на некој начин инвеститори во самата GRT мрежа, кои што значи ако индексерите го стейкаат својот GRT токен за одржување на одредени датотеки и нодови, кураторите го стейкаат својот токен во практично покажување на индексерите кои од овие датотеки, односно сабграфи, ќе биде популарен. Значи, практично тоа е нивната задача.
да утврдат кој од овие, тоа се девелопери практично на самата мрежа на граф, и затоа истите имаат доста доволно искуство за да можат да предпостават кој од овие сабграфи ќе биде доста популарен. Значи во ситуацијава, на пример, тоа е како сега одреден куратор да каже на некој од индексерите дека е многу паметно моментално да поседувате сабграф со датотека од Uniswap, за било што. Затоа што знаете и сами дека Uniswap представува најголема децентрализирана менувачница, автоматски, значи највеќе луѓе пребаруваат информации на самата. Што значи дека држењето на ваква датотека ќе ви донесе профит како индексер. А додека кураторите, во однос со тоа ако успеат да определат дека одредена датотека е популарна, дел од профитот кој што го прават индексерите се враќа назад на кураторите. На тој начин практично имате quid pro quo. На некој начин имате соработка каде што едните треба да утврдат што е паметно да се држи како датотека, а другите го држат тоа како датотека. Сега како функционира тоа? Значи вие ако сте индексер практично држите одредена датотека, секогаш кога тоа е потребно, да речем некој од конзумериве сака да најде одредена информација која што е битна, пак ќе кажеме за Uniswap блокчейн, така. Значи со ваквото пребарување, делот кој што го плати како фи за таквото пребарување, без разлика дали станува збор за поединец, дали станува збор за одреден search engine или што и да е. Значи кој да е од овие практично на некој начин плаќа одреден фи за добивање на оваа специфична информација од самата датотека која што ја држи индексер. Значи на тој начин функционира. И нормално последни се делегаторите кои што представуваат секојдневни луѓе како јас и вие. Знаете како? Знаете дека стейкинг мрежите најчесто имаат и delegated staking, така? Каде што вие практично имате само одреден број на луѓе кои што стейкаат, а имаат своји нодови, имате огромен број на други луѓе кои што немаат своји нодови, но го делегираат својот токен на овие delegated, практично nominated холдери кои што имаат свој нод. И во оваа ситуација тоа е исто. Значи самата мрежа на GRT дозволува, доколку вие сте поединец кој што има мала количина на GRT токени, да ги инвестирате истите во еден од овие индексери, односно овие кои што поседуваат нодови, и на тој начин да добиете дел од наградата затоа што сте ги заклучиле своите нодови за да му возможите на индексерот да поседува, нели, практично да држи одреден сабграф датотека. Иако звучи малку комплицирано, значи идејата што мора да разберете е дека во целата оваа ситуација баш ви е најбитно да сватите дека индексерите се нодови кои што во исто време држат одредена датотека за еден блокчейн, а луѓето кои што ги користат овие информации практично му плаќаат на индексерот за информацијата која што истиот ја држи на својата меморија за луѓето да може да ја најдат во било кое време. Тоа е значи главната работа која што мораме да разбереме и ова е шемата како тоа функционира. И тоа многу добро објаснето. Да речеме дека станува збор, значи ова е знак за менувачница. Да речеме дека станува збор за нова менувачница, така, која што е баш очекувана. Да речеме кога испаѓаше пример Uniswap, значи беше секаде рекламиран. Кога имаме такво големо очекување, што е нели thumbs up во секој случај, веќе е многу очекувана, значи овие кураторите веќе знаат дека станува збор за нешто што е многу очекувано и навистина ќе има пребарување во однос на ова потенцијална менувачница. Во тој случај истите значи ќе стават соодветна количина на GRT токени за да ја препорачаат практично оваа датабаза да биде превземена од индексерите и да биде чувана на нивната меморија. Со тоа практично кога ќе се случи, нормално со оглед на фактот дека е очекуваат дека ќе има многу голем број на пребарувања. И поради ваквите пребарувања, затоа што индексерите ја превзеле датотеката, очигледно од фито ќе добијат и кураторите кои што ја препорачале оваа датотека и индексерите кои што ја превзеле оваа датотека. И обратно. Кога станува збор за менувачница која што е мала, да речеме. Значи и самите девелопери на оваа менувачница, кои што да речем имаат нели учество во самата менувачница, може да станат куратори. Значи они може самите да превземат улога на куратори и да заглават одредено, практично да стейкаат одредено количество на QRT токени со цел да ги натераат, едноставно да ги инсентивизираат индексерите да ја превземат оваа датотека и да ја чуваат за одредени лица, да може истите да ја нели да плаќаат за трансакции, за да погледнат одреден податок кој што им е потребен од ваквата датотека. Значи на тој начин функционира. Практично или имате куратори кои што тоа го прават постојано, или пак вие станувате куратор со цел да ја промовирате вашата датотека која што ви е битна да ја има како нели таква на интернет. Значи така функционира моментално во основа мрежата на GRT. Со тоа што пак ќе напоменам, идејата на ова е GRT да стане
потенцијален Google на сите блокчейни, односно ово што ние гледаме Etherscan, не знам, Avax и какви да се, да имаме практично еден блокчейн како што е QRT, кој што ќе може да го прави тоа за сите блокчейни универзално и тоа да го прави практично на некој начин што нели ќе има таков тип на софтвер кој што ќе може да работи на сите блокчейни. За жал, за сега QRT не успеал да се прошири на останатите блокчейни, но за сега тоа е основната идеја. Сега, тоа го одговара прашањето за тоа дали, значи, што е уствари проблемот од реалната ситуација, од реалниот свет кој што го решава, дали има други апликации кои што го прават ова. Јас не успеав да најдам со оглед на фактот дека ова е многу, како да кажам, конкретен проблем кој што го решава, не е на пример сега проблемот типот на IoT или пак децентрализирани финансии, затоа и не успеав да најдам друг проект кој што го решава овој проблем, додека од реалниот свет не можеме, знаете како, сега има многу таков тип на search engine кои што го решаваат овој дел од реалниот свет. Бидеме реални. Google, нели, Yahoo има свој search engine, сите имаат свој search engine. Идејата што е? Ова е така речено search engine кој што е на Web3 мрежата, се разбираме? Значи, тоа е разликата. Истиот е децентрализиран, додека за разлика од тоа досега имаме search engine кои што се целосно централизирани. Во превод, ако Google не сака вие да го најдете, тоа вие нема да го најдете тоа. Додека во граф, кога ова е практично превземено од одреден сабграф и нели индексер, вие тоа го имате без разлика дали е тоа пожелно на заедницата или не. Тоа е децентрализирана информација и стои таму. И вие може да ја најдете, се разбираме. Значи, прост пример, овдека на некој начин со ваквото користење на Web3, вие го прескокнувате она моментално што е светски докажано, практично банирање на информации кои што не се пожелни за заедницата или за мнозинството, се разбираме. Така да тоа е добар дел кој што мене ми се допаѓа, дека Web3 ќе биде immutable, за разлика од тоа моменталните search engine знаеме и сами дека се доста корумпирани и ни даваат информации само кои што некој дозволил да бидат таму. Сега, во однос на зрелост на пазарот ќе поразговараме сега и пак ќе кажам, че крипто проекти не успеав да најдам кои што има исто ваков тип на речем решавање на проблеми, така да ако некој знае, слободно споделите и во коментар. Активен roadmap, како што кажав, моментално од она што успеав да го сватам од самиот нели The Graph, активен roadmap моментално е уствари да успеат да се интегрира на други блокчейни. За сега гледаме дека значи на самиот Ethereum блокчейн се доста распространети, значи поголемиот дел од поголемите апликации, посебно DeFi апликациите, користат услугите на Graph со цел нели зачувување на дел од оваа ситуација од нивната датотека. Дури на некој начин, ќе отвориме, например, Aave, чисто да видите како изгледа. Значи, овдека сега пак ќе кажам, че станува збор за податоци кои што се доста стручни. Значи, не е ова податоци од типот на ќе запишеме сега, потребно ни е многу едноставно како што бараме на Google, за жал. Јас не успеав точно да видам како точно се пребарува, со оглед на фактот дека гледате и сами дека станува збор за луѓе кои што треба да платат за оваа трансакција. Со тоа што тој дел исто така и мене не ми јасен, но како што успеав да разберам, станува збор за програмскиот дел, кога станува збор за одредени делови од датотеката кои што вас ви се битни, посебно одредени информации кои што вас ви се битни. Сега како и да е, кога ќе погледнеме овдека, дури можеме да видиме и колку голем тип на сабграфи има, значи само тоа ако не сажам беше на индексери, куратори, значи можеме да видиме колку токени заклучиле во однос на нели држење на датотека за оваа апликација. Така да има на некој начин во оваа ситуација, посебно кај страната, доста информации да видите дека станува збор за голем број на GRT токени кои што се заклучени за овие големи апликации, што значи дека ова како апликација и односно како јазик се користи како услуга. Сега, во однос на техничката анализа за која што разговаравме, можеме да видиме дека неговата историја е доста млад, значи 2020 година, така да како проект има уште доста, само еден bull market и тоа буквално во самиот bull market го отвориле проектот, така речено. Со тоа што гледаме дека моментално од достигнувањето на неговиот врв, кој што е на 3, моментално се движи во овој паралелен канал и гледаме дека има поставено неколку нивоа овде кои што моментално на некој начин ни покажуваат каде точно се наоѓаме во однос на следниот bull market. Сега кога би погледнале, значи од апсолутно до кој што го постави во декември, како и сите останати ноември, декември претходната година, моментално FIB корекцијата до оваа горна граница на каналот на која што практично се коригираше, го врати
назад со лошите случувања моментално со поврзани со Binance и Coinbase до 78% од претходната корекција. Значи тоа покажува Fibonacci корекцијата, со тоа што ова е буквално до претходната поддршка која што ја имаше после пробивањето на овој канал надолу. Сега тоа верувам дека ќе успее да задржи, гледате, значи дури тоа е долната граница на самиот Bollinger Band, што е доста добра работа, че очекувам дека овде ќе успее да задржи, со тоа што главниот момент кој што јас го очекувам посебно за GRT токенот е пробивање на оваа тренд линија која што моментално го држи повторно на некој начин во овие граници на bear market и верувам дека првото пробивање од оваа линија конечно ќе може да му дозволи пробив барем до ова ниво од 59 центи, што е доста големо, но следниот bull market сигурно ќе го доведе тоа, со тоа што само да напоменеме, тоа е доста добра идеја, значи претходниот all-time high му е 3, а сега моментално се наоѓа на 10 центи, што значи дека оприлика ако би успеал да го стигне претходниот all-time high, би очекувале негде околу 30 пати профит од овој момент каде што моментално се наоѓа цената на GRT до претходниот all-time high. Најчесто за ваков тип на големи проекти тоа е доста голема реалност, јас не гледам причина зашто тоа не би се случило, со оглед на фактот дека колку повеќе расте Ethereum, толку повеќе расте и апликацијата на ваков тип на проекти кои што се директно поврзани со Ethereum, нели? И на тој начин пак ќе напоменам, само да ставим и ова како неделна, ќе биде доста битно понатаму, затоа што е еден од оние нивоа на кои што сигурно ќе се задржи. Неделно ниво. Така да пак ќе напоменам, голема веројатност дека од типот на техничка анализа дека ќе успее да стигне до претходниот all-time high, па верувам и повеќе, затоа што неговиот маркет кап моментално не е ниту 1 билион. Така да верувам дека до 30 да стаса не би било проблем, 30 билиона, со оглед на фактот дека очекуваме многу поголема адаптација од крипто секторот во овој bull market, но повторно ова пак треба. Значи не е само да го гледате потенцијалот во профит, треба да гледате дали ви се допаѓа како проект, дали гледате примена на истиот, се разбираме. Тоа е многу битен дел во правењето на одредена техничка анализа. Значи тоа е делот со зрелост на пазар, значи доста млад и не е искусен во однос на тестирање на значи да речем повеќе циклуси на bear и bull, за да видиме како би бил прифатен. Така да ова е доста нов. И сега во однос на вести за овој проект, кој што исто така еден дел од да речем она што мораме да го истражиме, што е ново, значи што моментално се случува. Вести на овој проект можеме да погледнеме само две кои што се да речем значителни. Едно е интегрирањето на Polygon во Graph Network-от, дека и самиот Polygon ќе има сабграфи на Graph Network-от, каде што е дел од датотеката ќе биде запишана. Ама на тоа е доста, значи веќе 7 месеци е стара оваа вест, но така речено е голема вест која што ја најдовме за самиот граф, затоа што знаете и сами дека Polygon е главната Layer 2 солуција на Ethereum. И втората вест која што исто така најдовме е самиот граф моментално прави, значи не само што прави, туку е завршено, целосно префрлање на леерот за settlement, односно плаќањата и сето оно што ќе биде правено како трансакции на Ethereum блокчейнот да биде правено преку Arbitrum, а знаете и сами дека Arbitrum представува second layer roll-up солуција на Ethereum, така да во оваа ситуација многу по-ефтини ќе бидат трансакциите и многу по-брзи ќе бидат трансакциите, затоа што го користат Arbitrum како second layer солуција за овозможување на овие трансакции. Така да ова е доста битна работа, затоа што на некој начин многу по-брз го прави, како знаете и сами. Ако чекате на трансакција на Ethereum ќе биде многу скапа и многу бавна, додека во оваа ситуација second layer солуциите помагаат многу во однос на ваков тип на апликации да работат многу по-брзо. Така да ова е доста паметен дел, паметна, да речем, превземена акција од страна на тимот на Graph, секоја чест за тоа. Партнерство. Значи партнерство дека може да ги превземе сите оние апликации на Ethereum кои што моментално се активно инволвирани во ваквото зачувување на сабграфи, представува партнери, така речено, на самиот Graph. Иако јас не најдов официјални партнери од типот на, да речем, кои би финансирал или кој на некој начин би работел директно со овие како компанија, ова е директно соработка, значи ова е практично вашиот блокчейн, зачува делот од датотеките кои што ги има на самиот Graph, така да ова е реално соработка, но највеќе гледате 99,9% станува збор за апликации кои што се активни и работат на Ethereum мрежата. Така да во оваа ситуација можеме да кажеме дека најголеми практично
партнери се самите апликации на Ethereum мрежата. Сега, следна работа, поврзано со кризисни судски случаи, не е, например, дел од оние кои што беа прогласени за securities, не најдов ништо во однос на ова, дека, например, некаде се замешани во некој тип на судска или кривична постапка, така да ова е многу добро. Тип на блокчейн, кажавме дека станува збор за Ethereum, сега ќе поразговараме малку и за залихата и нормално проверка на најголемите новчаници, да видиме дали нешто сме промашиле. Јас мислам дека до сега во прилика се објасниме заедно со техничка анализа. Значи, токеномијата, како да кажам, не е лоша со оглед на фактот дека прво не е конечно, морам да признаам, тоа е многу битна работа која што мора да напоменеме, значи не е конечно. Секогаш се обидувам да ви го кажам тоа да го знаете. Моментално тоталната залиха е 10 билиона, а ако погледнеме во однос на тоа каде се ногаме по отклучување, затоа што 10 билиона ќе биде финалната. Че моментално според CoinGecko имаме 9 билиона на пазар, што значи дека само 10% не се ставени на пазарот до овој токен, но кога ќе погледнеме на оваа апликација која што ја користам, token.unlocks.app, за граф моментално ни покажува друга ситуација, покажува дека според датумот на кој што се наоѓаме, моментално 21 јуни имаме само 7,5 милиона. Има голема разлика помеѓу 10 и 25% од токените кои што се уште не се на пазарот. Тоа е многу битна работа. Така да гледате дека на дневно, практично на отприлика 15 дена, се отклучува нова група на токени и како што кажав, значи не верувам дека CoinGecko немаат соодветни информации, но оваа страна е исклучиво за unlock на токени. Што значи дека 25% од вкупната количина на овој токен се уште не е на пазарот, додека стигне до 10 билиона, и да не забораваме дека има и инфлација од 3%. Сега во однос на тоа како се поделени, исто така многу битно, значи првото што мораме да го напоменеме, индексерите, оние кои што ги зачувуваат датотеките, добиваат 3% годишна инфлација на токени кои што се практично плата за тоа што ги зачувуваат овие датотеки за одредени проекти на Ethereum мрежата. Додека во исто време постои и burn механизам кој што за жал не е доволно добро објаснет, но според оно што успеав да го сватам, станува збор за 1%. Значи само да видам. Ево, значи 1% на годишно ниво е изгорен годишно со цел да се намали инфлацијата. Што значи дека ако имате 3% произведено и 1% изгорен, го прави да биде 2%, така речено, во инфлација. Што значи дека 2% на годишно ниво се зголемува количината и покрај тоа што се уште имаме unlocks. Значи кога ќе стигнеме до 10 билиона, потоа ќе имаме практично 2% на годишно ниво зголемување на токени. 2% инфлација не е воопшто лошо, ако мене ме прашувате, со оглед на фактот дека многу од луѓето и си губат своите новчаници и слично, значи инфлацијата не е лоша, не станува збор за голема инфлација, но пак на некој начин проблемот каде што највеќе го гледам е прво од тоа што се уште има 25% од токенот кои што не се ослободени, а второ, значи мораме да објасниме како изгледа моментално алокацијата на токенот. Само да видим каде беше тоа. Да, значи погледнете, алокацијата на токенот е малку чудна, така речено. Зошто? Значи погледнете и сами. Моментално можеме да погледнеме дека комјунити има само 35%. Значи тоа мене кога прашувате колку повеќе има за early team advisors, backers, early backers, значи тоа значи дека одредени китови поседуваат голем дел од токените кои што моментално се практично во циркулација. Иако моментално имаме доста од овие токени кои што се уште не се одлучени. Значи, гледате, сите овие се уште имаат голем на некој начин степен на токени кои што не се ни отклучени. Што значи дека во престојните, гледате, до 2028 година, значи дури во 2028 година конечно ќе имаме целосно 10 билиона токени на пазарот. Дури тогаш нема да имаме инфлација од типот на овие продавања кои што ги прават овие backers, early backers и слично, така да тоа е малку проблематично. Тоа значи дека како се движи нагоре, доколку проектот не е потребен и не е баран, автоматски вие имате луѓе кои што ви дампаат, се разбираме? Зошто го велам тоа? Тоа значи дека гледате. Значи 23% е на тимот и нели оние што се advisors, но тоа е во ред. А каде се 17% backers, 17% early backers? Значи ова се 34% луѓе кои што кога ќе добијат дел од ова, ја гледате овде моментално, значи early, само да видим кај се. Еве, ќе ги најдете, гледате на сликата само early backers, значи како се движи натаму, така добиваат се повеќе и повеќе. А не.
истите веќе ги добиле. Добро. Значи, гледате, Backers и Early Backers, како се движат нагоре со курсорот, веќе ги добиле сите токени. Тоа е добра работа, што значи дека не може да направат дамп. Тоа е битна работа. Добро, значи тоа на некој начин е полесно. Овие веќе ги добиле сите токени кои што може да ги добијат, сега моментално само на овие не им се доставени. На Team and Advisors и практично дека спаја и самата фондација и нормално се уште се дава на комјунити, што уствари представува овие 3% кои што ги дава на за зачувување, за индексерите. Така да тоа е добро ако ништо друго, но повторно на крајот од денот значи станува збор за голем процент, ако мене пошо 23% заедно со овие, тоа се луѓе кои што се уште ги чуваат овие токени, не верувам да ги продале на среден bear market, да бидеме реални. Како и да е, значи токеномијата ми се допаѓа од аспект на инфлација, но не и од тоа што значи ова се 34% дадени токени на луѓе кои што учествувале во ICO. Што значи дека имаат големи количини на овие токени кои што може во било кое време да ги направат како дамп, значи да ги пуштат на пазарот кога ќе скокне нивната цена. Сега битна работа која што мораме да забележиме е да видиме што се случува со децентрализацијата на новчаниците. Овдека не покажува дека овие 17% не се еден или двајца луѓе. Тоа е многу битна работа. Зошто? Ако се, тогаш ќе видиме дека станува збор за новчаници кои што поседуваат на пример 8-9% од токените GRT од вкупната количина. Така, а гледаме дека The Graph Token Lock, ова е уствари оние 11% кои што постепено се и овие претпоставувам 29. Значи ова е во собственост на Graph самата и сега тоа е проблемот што не се запишани точно. Значи Token Lock очигледно се заклучени и постепено се отклучуваат, тоа е вестинг период. Додека ова можеби представува и самата фондација, значи сега повторно малку е чудно, не е објаснето, но како и да ги поседуваат директно Graph. Ја не верувам дека Graph би се направил дамп на самиот себе си, тоа би значило ракпул. Еве исто и овдека, но освен Binance кој што поседува 6,2%, другите се многу добри. Значи распределбата на 100% на 100 најдобри новчаници е 1,3, тоа е најстрашниот новчаник. Другите се 0,8, 0,7, што значи дека не може да се направи голем дамп, но ја гледате веќе некој продал 15 милиона, така. Значи тоа е оно кога ќе подобиете некоја подобра цена, а ги имате коините од дамп. И друга работа која што исто така можеме да погледнеме е дека пак топ 100% од волетите поседуваат 82% од вкупната количина на GRT, што не е многу добра алокација. Значи гледате топ 10, 56, како и да е. Не е толку лошо колку што може да биде, но во секој случај не станува збор за релативно добро децентрализиран токен, барем за сега. Понатаму можеби како ви продаваат ќе биде уште повеќе, но сега за сега се уште има шанси за поголеми дампови. Тоа е се што имаме да кажеме, како што можем да видим, да, тоа е се. Уште еднаш ќе напоменам, значи идејата на Graph е доста уникатна и морам да напоменам дека самиот по себе, барем според оно што јас го видов до сега, нема други, да речам, проекти кои што би го замениле, барем јас не сум нашол. Ако имате некој таков кој што се обидува да направи проби во оваа категорија, би сакал да ме известите, би сакал да ги споредам нормално, но генерално идејата на Graph е многу уникатна и се надевам дека ќе успеат, иако јас лично не гледам некоја голема причина да се најде на нашето портфолио. Понатаму тоа го добијам одредени вести кои што би ми го сменили мислењето, можеби и ќе го оставам, но сега за сега мисля дека имаме побитни да речем апликации и побитни проекти кои што би сакал да се најдат прво во моето портфолио. Така да понатаму не велам не, можеби ќе го оставам, но пак не велам ни сигурно ќе биде, се разбираме. Така да знаете и сами дека секогаш на крајот видеото се обидувам да ви кажеме дека ако станува збор за проект кој што ние навистина веруваме, ви кажуваме да дел од нашето портфолио или наскоро ќе биде, за разлика од тоа, овој се уште не гледам некоја голема причина да биде дел од нашето портфолио. Така да тоа е се што имаме да кажеме за Graph. Се надевам дека како и секогаш ви се допадна оваа материја. Знаете и сами, може да го најдете во плейлистата на истражување на коини и токени, каде што ги имаме сите овие 24-25 сега, не знам веќе до кои сме стигнати, каде што може да ги најдете постепено, еден по друг, со цел да погледнете што уствари се треба да знаете за овој токен. Како и секогаш се надевам дека ако ви се допадна оваа материја, ќе ја споделите со македонците кои што сакаат да научат нешто повеќе за крипто, како сфера,
со цел ова бесплатна едукација да не биде за џабе. Нормално знаете и сами, немаме никаков профит ова, го правиме со цел да не бидеме повторно последни на светот и да успееме да го доставиме ова знаење кое што е исклучива важност, посебно до луѓето кои што не знаат друг јазик освен македонскиот. Како и секогаш ви благодарам, нели, мала поддршка од типот на лайк, шер, сабскрајб нема да биде лоша, со цел и самиот алгоритам да го препорачува ова видео малку почесто. Ви благодарам, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGame.